Вести на Канал 8. Добар ден. За само една деценија во Кочанската котлина се исчезнати поголем број животински видови, пред се птици, како и растенија што биле карактеристични за регионот. Главна причина за тоа е човековиот фактор, односно негрижата за одржување на природните услови за живиот свет. Повеќе видови орли, мрашојади и други крупни птици што живееле во Кочанската котлина можат да се видат само на фотографија. Во природата ги нема, затоа што како видови се изгубени за секогаш под влијание на факторот човек. Таквиот процес започнал пред неколку децении, кога бил и најинтензивен, но продолжува и денес, бидејќи не се преземани никакви мерки за запирање на деградацијата на природната средина. У нашето подрачје за непуни 8 години исчезнаат 29 видови птици, што е една голема катастрофа за нашето подрачје. Однема у нашето подрачје 7 видови растенија, кои беа исклучиво присутни у нашите оризишта, сега ги нема. Исчезнаа повеќе видови риби кои тука им рестеа, сега нема трак од нив. Исто така, многу е жално што и некои животни кои беа тука постојано, како што беа видрите, како што беа поровите и некои други водно суви животни, у нашиот крај ни веќе ги нема. Најголем број од животинските видови се исчезнати во периодот од 1968 до 1974 година, односно веднаш по изградбата на хидросистемот Брегалница, со што бил нарушен природниот баланс. Не биле преземени никакви мерки за да се остават така наречени мали оази во кои ќе можат птиците да се размножуваат, привремено да престојуваат, да презимуваат и повторно да се враќаат каде што ќе гнездат. Педантните аналитичари на состојбите со деградацијата на живиот свет во Кочанскиот регион детално ги регистрирале и птиците што никогаш повеќе нема да можат во живо да се видат кај нас. Да кажеме, два вида мршојади меѓу најголемите на светот. Тука орелот крсташ, орелот зајчар, златниот орел, сега јастребот пеач, соколи, ластовичар, сокол и така натаму, тие ги веќе нема. А што се однася до вегетацијата, нема ја нашата црна ела, водна ела, она само тука живееше, нега веќе нема во нашиот крај. Имаше врби, уникатни, црвена врба, бела врба, нема ги више во нашиот крај. Имаше дива јасика која што беше неверојатно голема, нешто као белскиот даб, денес не може да видите од неја. Нема никаде да живеат птиците, каде да гнездат, а тоа беа орманите дека се размножуваа птиците, сега нема никакви услови, нити има храна, нити има услови каде да направат своји домови. Освен оние што досега трајно се изгубени, опасност од исчезнување им се заканува и на другите животински видови, пред се птиците кои што нема каде да гнездат. Поради специфичниот начин на одгледување на оризот како земјоделска монокултура, кај која се користат хемиски препарати за заштита и прихранување, снемува и храна за нив, што е втора главна причина што доведува до нивно постепено исчезнување. Со тоа, на одбележувањето на 28 јули, Светскиот ден на конзервација и заштита на природните ресурси за живот, Македонија и регионот немаат со што многу да се пофалат како позитивен пример за одржување на биодиверзитетот. Постапката за легализација на дивоград Бивовиница тече бавно. Финализирање на поголем број предмети се очекува со доаѓањето на иселениците. Вкупно 3071 барања за легализација на бесправно изградени објекти биле поднесени во општина Виница, информираат од надлежната комисија. Од нив позитивно се решени само 910, 115 се во финална фаза до добивање легален статус, а 835 барања се во процедура затоа што подносителите не доставиле комплетна документација. Оттаму и апел до подносителите, особено иселениците или лицата на привремена работа во странство, кај кои главно нецелосно доставената документација е проблем конечно да ги легализираат своите објекти, периодот додека престојуваат во Виница да го искористат за да ги обезбедат потребните документи. Дури 1211, што значи повеќе од 1/3 од барањата за легализација на бесправно изградени објекти, се вон процедура и со заклучок за прекин на постапката. 220 од овие барања се со нерешени имотно-правни односи или оставински документи, а останатите 991 барање биле со нецелосна документација.
Имајќи ги предвид бројките, повторно се изведува заклучокот дека постапката за легализација во Виница се одвива бавно. Од Општинската комисија и претходно истакнаа дека најмногу барања за легализација се поднесуваат токму во лето, особено во месец август, кога посетеноста на општината од граѓаните кои се со престој во странство е највисока, што му дава импулс на процесот. Тоа по автоматизам значи дека состојбата со барањата за легализација на бесправно изградени објекти во одредена мера ќе се промени. За разлика од Виница, постапката во Кочани уште од почетокот се одвиваше многу побрегу. 28 јули во светот се одбележува како ден за борба против хепатитисот, односно заразната жолтица. Целта на одбележувањето е подигање на свеста на глобално ниво за последиците што ги носи ова заразно заболување. Во чест на американскиот лекар и медицински истражувач Барух Блумберг, кој ја доби Нобеловата награда за откривање на хепатит Б вирусот, 28 јули, роденденот на научникот, се одбележува како светски ден за борба против хепатитис. Оваа година мотото под кое се спроведува кампањата е "Превенирај го хепатитот, од тебе зависи", а целта е да се подигне свеста кај општата популација од ризиците и последиците кои настануваат од оваа болест. Всушност, мал број од луѓето знаат дека приближно 500 милиони луѓе во светот се заразени со хепатитис Б или хепатитис С и дека оваа бројка е за околу 15 пати поголема од бројот на заразени со вирусот на ХИВ-СИДА. Се среќаваат постојано и новооткриени лица со ова вирусно заболување на црниот дроб. Како ризични групи кои најмногу се јавува, тоа се лицата кои употребуваат заеднички шприцеви игли, пред се тука ќе стаат на збор за интравенските зависници. Кај лицата кои имаат ризик за инфекција, тоа се лицата кои се на хемодиализа, како и некои здравствени работници. И секако оние кои дошле во контакт со шприцеви игли кои биле користени од овие луѓе. За разлика од другите вируси кои предизвикуваат жолтица, вирусот на хепатит Б се пренесува исклучиво преку крв и има можноста да се пренесе при стоматолошки интервенции, при недоволно контролирана трансфузија на крв или други случаи кога се доаѓа во контакт со крв во која е присутен овој вирус. Ова заболување во помал број ќе помине како акутна вирусна инфекција, значи некаде ке 15 до 45% ќе заврши во текот на 6 месеца со излекување, а кај поголема бројка од 55 до 90 пациенти, значи ова заболување ќе оди како хронична доживотна инфекција со ризик за развој на цироза црнодробна и со ризик за појава на црнодробен карцином, што се сериозни заболувања. За колку опасно заразно заболување станува збор говори фактот што од него умираат околу 1 милион луѓе годишно и едно од 3 лица на планетата е изложено на некој од двата вируси, хепатит Б или хепатит С, без да знае. Затоа, кампањата за одбележување на денот на борба против хепатит би требало да ја победи стигмата поврзана со лицата инфицирани од овие вируси, затоа што се испраќа јасна порака дека вирусите не прават дискриминација, туку го заразуваат секого и насекаде. Продолжува борбата против комарците во Кочанскиот регион за оваа година. Во рамки на втората фаза ќе се реализира второто третирање од земја. Во наредните 2 дена, на 30 и 31 јули, повторно ќе има прскање против комарците. Од локалната самоуправа доставија писмено известување до граѓаните за реализирање на тереистичка превентивна систематска дезинсекција. Со тоа, општина Кочани ќе го заврши спроведувањето на втората фаза од третманот против злодевните инсекти во регионот, а што е согласно Законот за заштита на населението од заразни болести. Со оглед што минатата недела се прскаше од авион, а временските услови не го попречија спроведувањето на планираната акција, таа продолжува в четврток и петок со прскање од земја. Терминот е ист како и при претходниот третман, меѓу 22 и 5 часот наутро. Се планира да бидат опфатени површини од околу 300 хектари во централното градско подрачје, во приградските населби, како и во селата Тракање, Горни Долни, Подлог, Грдовци, Прибачево и Оризари. Третирањето ќе се реализира со апаратура за така наречено УЛВ ладно запрашување, а ќе се користи препаратот неопитроид со активна супстанца алфа-циперметрин. Со оглед што средството со кое ќе се третира има штетно влијание за пчелите, од општината ги известуваат пчеларите дека пчелните сандаци треба 6 до 8 часа по прскањето да останат затворени.
Спроведувањето на третманот против комарците ќе зависи од временските услови, односно доколку тие бидат неповолни и има врнежи од дожд или силен ветер, прскањето ќе биде одложено за наредниот ден. Четврта година поред општина Кочани го организира курсот по пливање за деца од социјално загрозени семејства. Пријавувањето беше до 27 јули, а како што информираат од Оделението за јавни дејности, одзивот бил многу слаб. Опаѓа интересот кај семејствата од социјално ранливите категории да ги пријават своите деца за бесплатните курсеви по пливање. Слично како и минатата, така и оваа година, во предвидениот рок што траеше до 27 јули, одзивот бил многу слаб. За разлика од лани, кога имаше десетина, годинава се пријавило само едно дете. Во локалната самоуправа, која е организатор на курсот, се одлучиле да не го продолжуваат рокот за пријавување како што беше пред 2 години, а пријавениот кандидат ќе се обучува во рамки на редовните школи за пливање што се одржуваат на градскиот базен. За пријавување на бесплатниот курс немаше посебни критериуми, односно доволна беше желбата на децата да научат да пливаат, при што нивните родители требаше да достават потврда дека еден од нив е примател на социјална помош или се води како невработено лице во Агенцијата за вработување. Од Одделението за јавни дејности на општина Кочани оценуваат дека токму обврската да се извади таква потврда најверојатно ги одвратила родителите од намерата да му овозможат на своето дете бесплатно да научи да плива. Трошоците за обуката и реквизитите за почетното пливање како и досега ќе ги обезбеди општина Кочани. Четврток ќе се одржи предавање за новините во Законот за прекрашоците наменети за стопанските субјекти во општина Виница. Предавањето го организира канцеларијата на пратеничката Манаскова и локалната самоуправа. Локалната канцеларија за комуникација со граѓаните на пратеникот Магдалена Манаскова во соработка со локалната самоуправа на општина Виница организираат информативна презентација за новините во Законот за прекрашоци. Презентацијата е наменета за сите заинтересирани стопански субјекти од општина Виница со цел подетално да се информираат за придобивките од новиот закон за прекрашоци со кој се намалуваат глобите за прекрашоците за правни лица. Со законот за прекрашоци суштинска новина е воведувањето на принципот на нивелирање на санкциите согласно со економската моќ на субјектите. Во овој закон се воведени 3 критериуми по кои ќе се одмерува, односно нивелира санкцијата, а кои во суштина значат драстично намалување на глобите за прекрашоците за најголемиот дел од субјектите. Првиот критериум е вкупниот приход во претходната фискална година. Овој критериум ќе влијае на изрекување на санкцијата, почнувајќи од минимални 10% за фирмите кои остаруваат приход до максимални 500.000 денари, па се до максимум 70% за фирми кои остаруваат приход од над 100 милиони денари. Вториот критериум е просечниот број на вработени врз основа на кој ќе се изрекува санкција во висина од 5% за фирми кои имаат максимум 9 вработени, па се до 20% од пропишаната глоба за фирми со над 250 вработени. Третиот критериум е претходното поведение на субјектот, за кој што е можно да се изрече најмногу 10% од предвидената глоба. Предавањето ќе се одржи во салата на Советот на општина Виница на 30 јули четврток со почеток во 10 часот. Следуваат спортските информации. Фудбалскиот клуб Кочани го одржа редовното годишно собрание кое се поклопи со прославата на голем јубилеј. Клубот одбележува 10 години од постоењето. Фудбалскиот клуб Кочани го одржа годишното собрание со 3 точки на дневен ред. Воедно одбележа и 10 години постоење. Најголемите клубски успеси се двојната круна на женскиот клуб во предминатата сезона и трофеот од купот во минатата, како и едната регионална титула на пионерите. Интензивна и најплодна дискусија имаше по првата точка од дневниот ред, во која се анализираше надпреварувачката 2014-2015 година и се направи осврт за изминатите 10 години. Беа потенцирани бројот на фудбалските надпреварувачи, така условно ако можам да кажам, значи и во машка и во женска конкуренција кои имат поминато
низ овој колектив. Беа потенцирани фудбалските резултати и успеси кои беа постигнати во изминатите 10 години на постоење и беше направен осврт за измината надпреварувачка 2014-2015 година. Председателот на клубот Лјупчо Папазов во оваа прилика направи ретроспектива на изминатата деценија. Вели дека 10 години клубско постоење поминале бргу. 10 години гледано од овој аспект е и многу и малку. Малку во смисло дека многу брзо помина, многу дека се работело со многу деца, се работело на многу полиња, се патувало многу, поминале многу деца, потрошено е многу време, многу енергија и морам да го потенцирам тоа, со волонтерски труд и со многу малку финансиски средства. Плановите за иднина се јасни. Една од точките на годишното собрание беше токму таа како да се продолжи понатаму, а во најмала рака да се задржи истиот континуитет. Учество во првата женска фудбалска лига и во регионалната пионерска лига. Очекувам дека спортските работници кои учествуваат во работата на овој колектив ќе го дадат максимумот и да искористам оваа прилика да се заблагодарам за поддршката несебична од страна на нашите спортски пријатели, на нашите спонзори и очекувам поддршка во иднина за работата на овој колектив. Во исто време ви благодарам на вас, на медиумите, благодарам на граѓаните на општина Кочани кои следат работата на овој колектив, дават своји забелишки и сугестии и очекувам дека сето тоа ќе биде наша водлука за следни и натамошни успеси во работата. На 27 јули 2005 година поголем број спортски работници го формираа фудбалскиот клуб Кочани. Првиот првенствен надпревар клубот го одигра на 3 септември 2005 година против ФК Тиквеш од Кавадарци под раководство на тренерите Владо Андов и Оливер Јовановски. По повод јубилејот на фудбалскиот клуб Кочани објавена е печатена публикација. Во неа се забележани поважните настани од историјата на клубот. Во чест на јубилејот на фудбалскиот клуб Кочани излезе од печат алманахот насловен Деценија накитена со трофеи. Во него се поместени сите позначени успеси и настани од кои бил дел фудбалскиот клуб Кочани. На 15 страници во фул колор се објавени фотографии од домашни првенства, организирани турнири, моменти на прослава на постигнатите успеси, како и од остварената меѓународна соработка. Настаните во алманахот не се распоредени хронолошки, но во секој случај се сортирани според одреден временски тек. Првите страници се резервирани за пионерската екипа, додека вториот дел за женската секција. Женскиот фудбалски клуб Кочани е опишан како амбасадор на градот, меѓу фотографиите е примопредавањето на титулата од предминатата сезона. Тогаш во Кочани допатува и председателот на Фудбалската федерација на Македонија Елчо Ѓорѓиевски, кој го донесе шампионскиот пехар. Една од фотографиите за спомен е направена на стадионот Асим Ферфатовиќ Хасе во Сараево, кога клубот беше дел од квалификациите за влез во една од групите од Лигата на шампионите, иако на тој предквалификацијски турнир заврши неславно претрпувајќи убедливи порази од шампионите на Полска, Босна и Финска. Две фотографии се од тренинг центарот на ФФМ, каде се игра женскиот куп, кој што од неодамна го носи името на Петар Милошевски, а исто толку се избрани и од гостувањето во Алзас, Франција во 2013 година. Материјалот е печатен во печатницата Европа 92.
Вестите завршија, ви благодариме што бевте со нас. Имајте убава вечер. Довидување.